Екстерни тестови ќе полагаат сите средношколци и матуранти на 22 и 24 следниот месец. Подготвени се 60.000 прашања на македонски, албански и турски јазик, кои вечерва ќе бидат објавени на веб страната на Министерството за образование и со чија помош оваа година тестирањето ќе биде значително олеснето. Директорот на Кочанската гимназија Љупчо Сантов, Лазар Димитриев, во однос на ова прашање очекува добри резултати од овогодинешните тестирања и дава позитивна оценка за целиот проект со кој ќе се испитува кој колку научил за време на учебната година. Прашањата за екстерното оценување се достапни на веб страната на Министерството во PDF формат, што значи дека секој од заинтересираните ученици во престојниот период на зимскиот распуст ќе може да ги отпечати, да ги научи, за да се запознае со прашањата. Предвидено е во оваа фаза екстерното тестирање на учениците од завршните години за 3-годишното образование, средностручно образование за учениците од 3-та година, во Средното општинско училиште Љупчо Сантов е 4-годишно. За учениците од 4-та година јас сум сигурен дека ќе успеат учениците и професорите да најдат баланс помеѓу должностите околу подготовката и зимскиот распуст. Ние имавме извонредни резултати во првата фаза од екстерното тестирање. Не гледам причина и повторно да не се случи истото. Уште повеќе што сега и целата процедура е малку по-транспарентна. Прашањата се на увид на сите заинтересирани ученици. Мислам дека резултатите ќе бидат исто така добри. И покрај шпекулациите од голем број наставници дека екстерни тестови ќе полагаат и учениците од основните училишта, од Министерството денеска информираат дека само матурантите и оние што средното образование го завршуваат со 3-та година ќе полагаат екстерни во јануари. Другите, како и досега, ќе се тестираат на крајот на учебната 2013-2014 година. Двата предмети ќе бидат објавени 3 дена пред полагањето, со тоа што до 10 јануари ќе можат да се пријават одредени неправилности во однос на прашањето.